Explosive scoring and stifling defense helped make his team a power in the East. From the New York Knicks, John Starks. This 9-year veteran anchors the best defense in the Eastern Conference. One of the league's top rebounders and strongest players, he puts the power in power forward. A first-time All-Star from the New York Knicks, Charles. His scoring, rebounding, and defense have Bulls fans thinking about number 4. Playing in his first All-Star game, Horace Grant. And he's back at the helm of the Cleveland Cavaliers. Appearing in his 4th All-Star game, Mark Price. Exciting players the league has ever seen. Making his 8th All-Star appearance from the Atlanta Hawks, Dominique Wilkins. An All-Star for the 8th time, this 7-footer has the best outside shoot. Making his first All-Star game appearance, he was the NBA Rookie of the Year in 1991, and his scoring and Chicago Bulls are back in the race again, aiming for a 4th straight title. Making his 4th All-Star appearance, Scottie Pippen. Скоти Пипен, Дерик Колмен, Шекил О'Нил, Кени Андерсон и Биджей Армстронг. Наспротивната страна Шон Кем, Гери Пейтон, Хаким Олајджуон, Клайд Дрекслер и Мич Ричмонд. Меѓутоа, тоа се кошаркарите кои што ги добија најголемиот број гласови од гледачите, а ние еве во текот на играта ќе видиме кои се тие кошаркари што ќе ја започнат, бидејќи забележав на стартот во екипата на Западната конференција и Карл Мелоуне во игра, иако не беше во на почетна петорка. Сега ја на самиот почеток, Џоле би те прашал за една твоја прогноза. Се разбира, неблагодарно е, меѓутоа, што мислиш ти во моментот, кој од овие два тима, од овие кошаркари овде е подобар? Па, не знам, навистина е тешко да се прогнозира и неблагодарно, затоа што двата тима се самиот збор All Star кажува, сите звезди се на собир тука и нема некоја голема разлика. Мислам дека ќе одлучи мотивираноста на овој надпревар, инаку кога би ги споредувале играчите, не би можела да се истакне подобар некој бек на оваа позиција во едната или во другата екипа, затоа што сите се ова врхунски играчи. Во секој случај, факт е дека Источната конференција е помлада, барем по на стартна петорка, има неколку кошаркари кои што прв пат играат на All-Star надпреварот, меѓутоа тоа и не мора да значи некоја поголема предност за... Единствено да биде мотив повише, да се докажат пред старите играчи. Така. Значи, еве да кажеме, во бели дресови се разбира Западната конференција, во сини дресови Источната. Сега да видиме, ова е Биджей Армстронг, кошаркарот на Чикаго Булс. Биджей Армстронг, ова му е 4-та NBA сезона и прв настап на All-Star надпреварите. За да настапи во првата петорка, од гледачите доби 529.000 гласови. Шекил О'Нил во центарот на вниманието. И сега да видиме, јас не го забележав резултатот, ова се поени на Шон Кем. Значи 4:2 водат кошаркарите од Западната конференција. Инаку во досегашниот збир, велам, ова е 44-ти надпревар, источњаците, така да ги кажем, водат со 27:16. Клайд Дрекслер.
Беше изненадување Клајд Дрекслер што се пласира и тоа посебно во првата петорка, ова му е трети пат поред. Не настапуваше подолго време, беше повреден, меѓутоа Дрекслер е Дрекслер. Дрекслер е Дрекслер и мислам дека повеќе и отсуството на Майкл Џордан тука, ствари ова е западната ова е западната конференција. Меѓутоа во западната конференција недостига еден Аизеа Томас. Аизеа Томас и така да сепак не е изненадувачки, мислам дека што Клајд Дрекслер е во оваа прва петорка затоа што го заслужува тоа. Целата екипа на Портланд Блейзерс се базира на неговата игра. Инаку од Портланд во оваа конференција, во овој тим овде на сите звезди настапува и Клиф Робинсон. Меѓутоа се разбира не е во почетната петорка. Ова е Хаким Олајџувон, па Карл Мелоун. Има неколку навистина интересни дуели. Јас би рекол дека меѓу најинтересните, па според мене и најинтересен е меѓу Шекил Онил и Хаким Олајџувон. Да, моментно мислам дека тоа се двата водечки центри во NBA лигата и мислам дека овој дуел е најинтересен, а според мене тука мислам дека треба да се баре и годинашниот MVP. Меѓутоа претендира и Дейвид Робинсон, кој оваа сезона започна навистина изворено, трете на листата на стрелците, вторе по број на скокови во досегашнава сезона. Велат многу му е олеснета работата со тоа што дојде Денис Родман, кој што си ги исполнува таа своја норма од 18 скокови во одбраната, па повеќе Робинсон може да се концентрира на нападот. И сега Скоти Пипен во негов елемент. 3 години поред беше во најдобрата одбрамбена петорка. Минатата сезона во втората најдобра одбрамбена петорка на NBA. Тоа е таа негова игра со брзи раце во одбраната, да се украде топка во водење, во додавање, а екзекуцијата е нормално со забивање. Џорџ Карл го видовме, кој што ја води западната конференција, инаку тренер на екипата на Seattle Supersonics. Кенијан тука иако се плеймейкери и изворени шутери си, Биџеј Армстронг учествуваше и на надпреварот за штирање во тројки, така да не се на стрикно плеймейкери додавачи, туку се и големи поентери. Добро еве, јас во овој момент за гледачите би кажал, оние кои што ја следеа музичката емисија претходно, дека истата ќе ја видат веднаш по завршувањето на овој надпревар. Имаше навистина огромен интерес за оваа средба, почитувани гледачи, во текот на целата недела. На ваше барање и инсистирање ние ве одиме во живо. Велам, ваша карта за овој надпревар, карта до која многу американци можеа да сонуваат да дојдат, е А1 телевизијата. Се надевам дека сте задоволни со изборот што ви го понудуваме и вчера и денес. Еве една изворена блокада на Шон Кемп. Шон Кемп вчера учествуваше во надпреварот за забивање и влезе во тоа мало финале, меѓутоа го надмина, буквално го надмина Аизеа Рајдер од Минесота со на прекрасно забивање со тие ножички и топката турување под нога и под нозе и забивање. Навистина беше фантастично. Скоти Пипен продолжува да го полни кошот. Скоти Пипен има 6 NBA сезони, ова му е 4-ти настап во All-Star надпреварите. Мич Ричмонд со број 2, меѓутоа на место Хаким Олајџувон, кој што го завршува она што го замисли Мич Ричмонд. Мич Ричмонд од Сакраменто. Сега Кени Андерсон атрактивно. И 3 поени повторно Скоти Пипен. Како што велат американците, Скоти Пипен on fire.
12-10 е резултатот. И првиот тайм-аут на овој надпревар за западната конференција за тренерот Джордж Карл. И тројката ќе ја видиме. Скоти Пипен 198 сантиметри, меѓутоа неверојатно голем одраз и се што му недостига, а не верувам дека му недостига нешто многу како кошаркар, надополнува со тој одраз и таа брзина. Брзина и долги раце. Фантастично граден. Инаку да кажеме дека минатиот All-Star надпревар, знаеме, се одигра во Солт Лейк Сити, во Јута. И тоа беше една од оние 16 победи за западната конференција, поточно 16-тата, со резултат 135-130, по продолжението во регуларниот текст 119-119. Сега да ги кажеме сите кошаркари кои што се овде за едната и за другата конференција, за источната рековме Шакил О'Нил, Скоти Пипен, Дерек Колеман, Биџеј Армстронг, Кени Андерсон, Чарлс Оукли, Петрик Јуинг, Алонзо Морнинг, Хорас Грент, Доминик Вилкинс, Муки Блейлок, Марк Прайс и Џон Старкс. За западната конференција Гери Пейтон, Чарлс Баркли, Шон Кемп, Хаким Олајџувон, Клайд Дрекслер, Мич Ричмонд, Дейвид Робинсон, Карл Мелоун, Дени Менинг, Клиф Робинсон, Кевин Џонсон, Летрел Спривел и Џон Сток. Тренер на источната конференција Лени Вилкинс од Атланта. Инаку со овој тим, со Атланта, во досегашниот тек од надпреварите им успех од 72,3% и го дели првото место во Централ дивизијата со Чикаго со 34 победи и 13 порази. Сега, уште нешто за Лени Вилкинс, ова е четврти пат како што е тренер на All Stars надпреварите. 33 години е во NBA, било како играч, тренер или генерален менаџер. На спротивната страна, Джордж Карл, 77,8% успешност. Тоа е највисокиот процент во досегашниот тек од надпреварите на NBA лигата и нормално прво место во Пацифичката дивизија со 35 победи и 10 порази. Со број 44, тоа е Дерек Колеман од Нью Джерси Нетс, поранешниот соиграч на кошаркарскиот Моцарт на Дражен Петрович. И ова додавање беше изворедна асистенција на Шон Кемп. Со многу смисла, со многу дух. 12-12 на половина од првата четвртина. И уште една Шон Кемп. Според она што го прикажуваат, за сега Скоти Пипен во источната и Шон Кемп во западната решени да дојдат до MVP награди. Number 12, John Stockton, now in the game for the Western Conference All-Stars. Излета тука малце Скоти Пипен. Шон Кемп излегува да игра. До него го гледаме и Клиф Робинсон, а еве забележувам во игра е Џон Стоктон. Се разбира, не можеше Джордж Карл да издржи со два високи бека да го одигра поголемиот дел. Потребен е еден ваков плеймейкер. Инаку Џон Стоктон 9 сезони е во NBA лигата, ова беше тројка. Биџеј Армстронг. Дали беше тројка? Ако беше тогаш од табла, малку невообичаено. Мислам дека беа 3 поени. Ова е Мич Ричмонд и скок на Шакил О'Нил. Number 3, Tom Starks, now in the game for the Eastern Conference All-Stars.
Според официјалниот спикер, ева го со број 3 во игра во источната конференција за прв пат во неговата кариера е и Џон Старкс од Нью Йорк. Инаку, мало изненадување представуваше што за тренер на источната конференција е поставен Лени Вилкинс. Имаше голема конкуренција и според резултатите, според просекот кон Пат Рейл. Вела дека Шакил Онил има катастрофален процент на упатени слободни, прецизно упатени слободни фрлања, меѓутоа видовме овде податок. Шакил Онил во досегашната кариера, не многу долга, 2 години, 57%, а легендарниот Вил Чемберлен само 51% од линијата за слободни фрлања. Еве го Стоктон. Ричмонд. Сега со 3 ниски игра Джордж Карл. Во игра се и Дрекслер, и Ричмонд, и Џон Стоктон. Eastern Conference foul on number 30, Scotty Pippen. His first personal, first team foul. Number 34, Hakeem Olajuwon. Имаше ли прекршен? Не сум убеден. Тројца суди се така да тешко нешто да им промотне. Петрик Јунг на местото на Шакил Онил, најголемата атракција во моментот на NBA лигата, а влегува и вчерашниот победник во тројки, Марк Прайс на местото на Кени Андерс. Инаку мора да кажам дека ќе биде интересно доколку во игра влезе и Дейвид Робинсон сега на местото на Хаким Олајџуон. Интересно од еден аспект. Во последно време многу лошо стојат меѓусебно, така да кажам, Јуинг и Робинсон, многу некоректни изјави еден кон друг. Многу вербални дуели меѓу себе има, така да... А сето тргна од прашањето кој од нив е подобар. Па што мислиш ти, кој е подобар? Јуинг или Робинсон? Па не знам, тешко би можело да се оцени кој е подобар во моментов. Мене како играч повеќе ми се свиѓа, ми се допаѓа Дейвид Робинсон. Значи се согласуваме во тој поглед. Да. Ако ништо друго далеку е поелегантен кога игра. Да. Еве го. Инаку Дейвид Робинсон, ова му е само 5-та сезона во NBA лигата. И 5-ти All-Star надпревар. Оваа година, велам, му тргна одлично. Го направи својот 10-ти трипл-дабл во кариерата против Минесота, токму на овој терен, 43 поени, 10 скока и 10 блокади. Велам, само 5-та сезона, бидејќи во NBA лигата отиде со 24 години, мораше Малку задосно поради. Мораше, бидејќи студираше во US Navy универзитет, па да си одолжи тој долг кон морнарицата на Соединетите Американски држави. Од тука и потекнува неговиот надимак адмирал, така и беше представен пред овој надпревар. Хаким Олајџуон. Благодарејќи токму на него, Хјустон оваа сезона е меѓу главните фаворити, иако пред првенството се говореше дека главни фаворити може да бидат само Феникс и Нью Йорк. Нормално сега тука е и екипата на Хјустон, тука е и Сиетл. Дали има некој тим кој што оценка би можеле да кажеме може да се наметне и да евентуално да дојде до титула? Па не знам, мислам дека сепак овие 4 тима се
според мене тие што ќе водат главната борба за титула. Лигата е долга, се може да се случи, има многу повреди на играчи, така да исто како и барањето на оценка за MVP на овој надпревар, и тоа е исто така неблагодарно да се прогнозира. Токму поради тие повреди и Чарлс Баркли нема да биде. Да, вечерва баш тоа сакам. И Алонзо Морнинг. Алонзо Морнинг. 21-21, кога сме веќе кај Ден Мајерли, да кажеме дека го нема овде, го нема и Аизеа Томас, го нема Джоe Думарс, Лери Ненс, Бред Догерт и Крис Малин, Ейси Грин, Детлев Шремф, една цела плејада, може да се направи уште еден тим што може да игра егал со овие што се овде на теренот. Скоти Пипен би рекол во досегашниот тек од средбата наистакне. Да. Ова е Джордж Карл. Него го познаваме и како тренер во Европа, беше во Макаби, кратко во Лимош и 2 години во Реал. Еве грешка на Старкс. Кевин Джонсон е во игра со број 7 од Феникс и покрај Старкс поентира. Клиф Робинсон исто така со број 5 Дени Менинг го забележав. Ова се поените на Кевин Джонс. Ова е Старкс. И ова се неговите први поени на еден All-Star надпревар. Резултатот постојано израмнет. Сега 25-25. Стоктон во негова улога со асистенција. И прв победник во дуелот меѓу Јуинг и Робинсон. Нашиот тип, така да кажам, Дейвид Робинсон, лична грешка направи. Сепак никој не може да му го оспори она со кое располага и кое што го знае Петрик Јуинг, секако ќе остане забележен како една од легендите на NBA лигата. Овде се говори за вкусови, велам. Да. Дени Менинг со број 5. И Чарлс Оукли ги постигнува своите први поени и нему ова му е прв надпревар на All-Star серијата. Чарлс Оукли 8 години е во NBA лигата, еве прв пат настапува на еден ваков надпревар. Джон Старкс и контранапад во стилот на Нью Йорк Никс, поени на Доминик Вилкинс. Доминик Вилкинс, еден од двајцата што настапуваат во источната конференција од екипата на Атланта, тука е и плеймейкерот Муки Блейл. Тоа беше шут на Клиф Робинсон и забивање на Дейвид Робинсон. Прайс, од неговото место беше тоа. Во вчерашниот надпревар за тројкиот, тука не промаши, тоа му беше местото. Уште еднаш Дейвид Робинсон
Џон Старкс како од зид се одбива од него. Еве ги последните секунди на првата четвртина и не направи баш логичен потек Дени Менинг, лична грешка на 1/100 до крајот. Western Conference foul on number 5, Danny Manning, his first personal. First team foul in the final 2 minutes of the quarter. Едно е сигурно, Марк Прайс од овој All-Star викенд ќе замине со $20,000 во джепот, за разлика од останатите кои што овде играат за афирмација, за престиж, победи во тројки, чекот на $20,000 е веќе негов. И тоа е крај на првата четвртина од 44-тиот All-Star надпревар меѓу источната и западната конференција. Джоле, гледавме кошарка и каква што очекувавме, без многу дисциплина, повеќе се одеше на атракција. Па нормално е во вакви надпревари да се оди на атракција, тие пред се играат заради гледачите кои се тука во салата. Младите екрани сакаат да ги видат оние звезди за кои што гласале, сите нивни успешни потези. Ова е Џорџ Карл, тренерот, селекторот, како да кажеме, на западната конференција. Инаку Џорџ Карл пред оваа сезона изјави дека И да видиме, западната конференција води со 28-23, тие се и во напад, Дени Менинг е со топката. И сега Марк Прайс за малку ќе украдеше. Кевин Џонсон. И ова беше изведено со многу чувство. Познате по овие индивидуални акции кога влегува внатре меѓу центрите и скоро секојаш успешно поентира. Знае убаво да ја сокрие топката. спрема 30, сега уште еден обид за 3 поени, скок на Петрик Јуинг. Ова, ако не се лажам, кај нас е двојно играње. И 33 спрема 32. Џон Старкс беше прецизен, тоа треба да е негов четврти поен. Сега Стоктон и бековите на западната конференција одлично го започна овој втор дел од надпреварот. Доминик Вилкинс е со топката, двајца крај него. Јуинг
Со овој шут ја демантира изјавата на Девид Робинсон дека не видел човек со погрд шут од страна тука некаде од надвор од рекетот. Може би е грд, меѓутоа е ефикасен. Прецизен во секој случај. Сега Робинсон пред Јуинг ја прифаќа оваа топка. Робинсон 215 см, Јуинг 213. Ова беше дуел меѓу Чарлс Оукли од Нью Йорк Никс и Дени Менинг од Лос Анџелес Клиперс. Интересно, на оваа средба нема ниту еден кошаркар од еден од најдобрите тимови на NBA лигата, Лос Анџелес Лейкерс. Мислам дека Дивац заслужува да биде во меѓу овие звезди што настапуваат вечерва. Дивац според бројот на гласовите во конкуренција на центрите на западната конференција беше пласиран на 6-тото место. Има влијание тука и резултатите што ги постигнуваат Лос Анџелес Лейкерс. Сега велам пак вкусовите се различни. Ние и сме навикнале да го гледаме Дивац како ги продава оние негови што би рекол баскетџиски финти. Да. Девид Робинсон во неуспешен обид, меѓутоа, ако не се лажам, беше досудена претходно лична грешка. 6 поени предност за источната конференција, неполни 10 минути до крајот на втората четвртина. Инаку сите овие кошаркари кои што ги гледаме овде, right now more than anything else, a three-point shot. They got him on. They're always going to have him on the game. Get out to him quickly. Drive him to our bigs and see if our bigs can stop him inside. Let's go play basketball. Wait, come on, let's go. Go. Things. Гери Пейтон е во игра, во кошаркарите со бели дресови, кај нив Дени Менинг не успеа, значи повторно со два плеймейкера, Гери Пейтон и Кевин Джонс. Јуинг се прошета малку, меѓутоа досудена е лична грешка. Basketball on number 50, David Robinson. His first personal, first team ball. Number 33, Patrick Ewing, shoots two for the Eastern. И ова е Муки Блейлок од екипата на Нью Атланта, се извинувам, инаку играше во Нью Джерси Нетс, беше во тандем со Дражен Петрович. Муки Блейлок се разбира плеймейкер, а Дражен бек поентер. Муки Блейлок, инаку 5 сезони во NBA лигата, ова е прв негов настап во All-Star над преварите. Лична грешка на незадоволство на Доминик Вилкинс од Атланта. Дени Менинг е подолго време во игра, меѓутоа до сега ама баш ништо не прикажа многу. Еве го Гери Пейтон, негов прв допир со топката, сега Кевин Джонсон се реши сам и за него изгледа е примамливо на MVP играч. Дискутабилна рампа, мислам дека ова беше чиста. И мене ми се виде така дека е чисто, да видиме Клив Робинсон. Тој ја залепи топката на таблата, не беше тоа одбиено од табла, би требало да важат поените, меѓутоа сега Дени Менинг му ја зема топката од раце и Доминик Вилкинс, кошаркарот кој што до сега два пати триумфирал на оние надпревари во забивање на топката во обршчето.
Лична грешка на Дейвид Робинсон од Петрик Јуинг. Да го видиме Доминик Вилкинс уште еднаш. Марк Прайс си најави вчера дека ќе патува и на 45-тиот All-Star што ќе се одржи во Феникс. Па имаше една интересна изјава дека ќе патува на тој All-Star, бидејќи на неговата сопруга издодело да патува на All-Star во ладни градови, во студени градови, така да најави дека сигурно ќе учествува и на следниот надпревар во штирање на тројки. Видовме интересна статистика во која беа покажани најдобрите шутери од линијата за слободни фрлања, но претходна атракција во NBA стил, завршницата препуштена на Клиф Робинсон. Велам на таа статистика, Дейвид Робинсон е прв со 54% успешност. Односно, тоа беше број на упатени удари, тоа бе 541 обид од линијата за слободни фрлања, значи еден од најфаулираните кошаркари оваа сезона во NBA лигата. Сега да видиме, Јуинг против Робинсон. Доминик Вилкинс неколку коша поред. 8 поени предност за кошаркарите од Источната конференција. Уште еднаш Вилкинс и лична грешка на Гери Пейтон. Western Conference foul on number 20, Gary Payton. His first personal, 13 foul. Ова е Доминик Вилкинс, значи 12 NBA сезони има, ова е негов 8 All-Stars во кариерата. Два пати реков победник во забивање, 85-та и 90-та. Има веќе 33 години, 203 сантиметри е висок. Од Универзитетот Џорџија дојде во NBA лигата. Ова е највисока предност на еден од тимовите, 10 поени, 52 спрема 42. Клифорд Робинсон поентираше и сега Муки Блейлок. Уште еднаш Вилкинс. Ова е Хорас Грент влезе во игра од екипата на Чикаго и нему ова му е прв настап во NBA лигата. Уште еден тайм-аут, реши да даде кош, неколку пати пробал до одбојка, не погоди и за да не го следи Бакс ја уфрли топка. Добро, ние ги спомнавме фаворитите на годинашно првенство, го гледаме Гери Пейтон во разговор пред овој надпревар. Меѓутоа не го спомнавме атрактивно, брзо, со многу кошеви, без многу дисциплина, барем Доминик Вилкинс не ја прикажа, секоја топка што ја доби ја шутна. Кевин Џонсон исто. И Кевин Џонсон. Биџеј Армстронг е повторно во игра. Еве сега обид да се проигра Доминик Вилкинс, меѓутоа Клифорд Робинсон на место, сега Гери Пейтон. Лична грешка на Биџеј Армстронг. Ова ќе бидат две слободни фрлања, а прекршокот е направен над кошаркарот со број 15. Тоа е Летрел Спривел од кошаркара од Голден Стейт. Еве води според оваа статистика во NBA лигата оваа сезона по бројот на минутите поминати на паркетот. Не забележав точно, ми се чини 44, скоро 45 минути
по надпревар, значи само 3 се одмара. Тоа е едно фантастично темпо. Меѓутоа Летрел Спривел има 23 години, млад е, ова му е втора сезона во NBA лигата, а висок е 195 сантиметри. Кога дозна дека е избран во All-Star екипата на Западот, истата вечер на екипата на Феникс и уфрли 42 поени, да докаже дека му е таму место. Е сега интересна фаца. Ја се надевам дека никој од вас не јаде додека ја гледаше. Доминик Вилкинс. И уште еднаш истокот во напад. И Клифорд Робинсон си шутна неколку пати не многу резонски, меѓутоа таков е овој надпревар. Биџеј Армстронг и поени на Биџеј Армстронг. Единствениот ми се чини кој што инсистираше на добра асистенција на овие All-Star надпревари беше Меджик Џонсон. Да. Шон Кемп назад до неговиот соиграч Гери Пейтон и надвор од теренот овој пат очигледно. Уште еднаш во напад кошаркарите од Источната конференција. Еве сега разговор со Алонзо Морнинг, еден од колегите. Алонзо Морнинг поради повреда нема да го гледаме денеска на оваа средба. Гери Пейтон 3 против 3 и Робинсон. Овој прекршок се слушна дури до тука. Шон Кемп шамар преку рацете на Доминик Вилкинс. И во игра повторно го видовме за кратко плеймейкерот на Јута Џон Стоктон. За оваа средба најмногу гласови од гледачите, еве да кажеме дека првите петорки се по избор на гледачите, значи по пат на гласање, а останатите кошаркари до бројката 12 ги бира 27-те тренери од NBA лигата. Најголем број гласови меѓу звездите во NBA лигата доби Чарлс Баркли 795.000. Овие гласови секако говорат за популарноста на играчите на NBA, а во оваа конкуренција, без Џордан да кажеме, само да подсетам, лани Џордан доби преку 1 милион гласови. Во оваа конкуренција Баркли се разбира без конкуренција најпопуларен, меѓутоа многу блиску до него и Шекил Онил со 603.000 и да бидеме прецизни 346 гласа. Хорас Грент, специјалист за вакви работи. Собирање отпадоци. Собирање отпадоци, поени, како што се велат, од второбит, од втора шанса. Прекршок над Олајџувон. Олајџувон со нигериско потекло и не само потекло, тој долго време беше и со нигериски пасош, поучествуваше пред 10 години и за нигериската кошаркарска репрезентација на едно светско јуниорско првенство. Американците на брзина му дадоа и американски пасош, меѓутоа нема да се остварат нивните желби да настапи на светското првенство во Торонто. Скоти Пипен уште еднаше во игра и сега изблокиран, ми се чини дека беше, или пак го погоди работот таблата Шекил Онил. Олајџувон стигне во контранапад после таа блокада.
Гери Пейтон го води контранападот, Спривел и поените мора да важат. Лична грешка. Дали беше Скоти Пипен? Да, мислам дека беше Пипен со еден наивен фаул. И уште еден тайм-аут. Сега овие тайм-аути се како создадени малку за статистика, еве да кажеме уште некои бројки. Најмногу средби досега во овие All-Star надпревари има одиграно Карим Абдул-Џабар, 18, значи 18 сезони настапувал во All-Star надпреварите, а веднаш по него... Because that's what they're doing. They're just dropping in there. One thing we might do, maybe this time down the court, with Shaq, be up top, right? Bring the ball down this side, like this here. Come off and screen his man and let him roll right behind him. Okay, it could be 2 or 3, doesn't make any difference. They got a small guy out there in Sprewell, right? So let's just come right off of him. Ryan Scotty, you do it. Just come right off and hook back the screen. Yeah. You'll be here, BJ, right? So we'll just come down like that. Scotty will come right off and pin your man. You go. Продолжуваме со дополнителното слободно фрлање за Летрел Спривел. Одличната грешка на Скоти Пипен, уште една Спривел и овој пат лична грешка на Шекил Онил. Се насмеа на ова одлука Џорџ Карл, меѓутоа Спривел ќе си ги изведе тие слободни фрлања, било да се смеел Карл или не. Башка има и среќе при овој шут. За малку на истиот начин ќе погодеше. Убаво додавање до Хорас Грент и источната конференција и натаму игра одлично. Шон Кемп. Немаше многу среќа вчера на забивањето, му испадна топката неколку пати. Да, поготово во финалното забивање во финалната рунда. Скоти Пипен со асистенција, играше Лейлок, Гери Пейтон и штета. Ова беше многу атрактивно. И ова според официјалниот спикер, ние не го видовме, беше поени за источната конференција и сега 10 поени предност, 66-50. Изблокиран во првиот обид Олајджу Вон од Хорас Грент. Прекршок на Шон Кемп. Ова е неуспешниот обид, ми се чини, така?
15 поени, најефикасен во источната конференција, 4 скока, ова е 16 поен за Скоти Пипен. Биџеј Армстронг сега враќа, еве сега попримени поени контранапад. Мич Ричмонд прецизен. Влегуваме во последните 2 минути од првото полувреме. Шон Кемп, еден од 5 кошаркари во историјата на NBA, кој што во оваа лига дошол по оној high school без да настапува во коледж кошаркарски тим. Еве сега прекрасна игра 3-2. Него посака сега топката Скоти Пипен, меѓутоа поентира Кени Андерсон. Кени Андерсон го гледавме на светското првенство во Буенос Ајрес, американците тогаш беа трети. Шон Кемп и Скоти Пипен. Ми се чини, верувам ќе се соглаши со мене дека тие двајца барем во првите 2 четвртини прикажаа највеќе. Па сега констатацијата на место, тие една статистика за Шекил Онил. Катастрофално за 2 поени, ниту еднаш од 7 обиди. Сега грешка и при примањето на топката. Последни 40 секунди, Џон Стоктон ретко го користи шутот, уште помалку греши. Една од тие прилики беше овој пат. Скоти Пипен. Повторно со една топка. Биџеј Армстронг за 3 поени. Изблокиран од Хаким Олајџувон, Шекил Онил. Тројца се собра над него како на мед. Шон Кемп, Карл Мелон и Олајџувон. Не е баш лесно кога тие тројца ти се наврат, меѓутоа лична грешка. Косата е избричена, но затоа си има Бакенбарди, 21 годишниот Шакил Онил. Нека каже кој што сака, не му идат слободните фрлања, меѓутоа човекот има што да им одговори. Има подобар просек од еден Вил Чемберлен, тоа барем го видов. We're probably going to go to a screen and roll, right? So if it's in the middle of the floor, we want to crowd up and get below the screen. Сега, ова секако не е Лени Вилкинс, го слушаме Джордж Карл. Go ahead and trap it if it's real deep, okay? And we got to close in, right? She play. Miss you being the drawing kid. Sean, you and Akeem on the weak side, board on the weak side, okay? So now, good. Let's go. Our Phoenix. Let Carl have it with stock, okay? And you pound the weak side board, but don't get a foul. Да не прави фаул. Шон Кемп. Само 2 поени, добро, 7 скока и 2 блокади. Последниот напад за западната конференција. Последниот напад се разбира на првото полувреме. Почнува одбројувањето, Џон Стоктон, Мич Ричмонд. Поени на Мич Ричмонд, најдобриот кошеркар на Сакраменто. Пипен од свртување и за малку ќе погодеше. И тоа е крај на првото полувреме, првите 24 минути. Сега по обичај ќе следува една подолга пауза. Џоле, верувам, задоволен си од она што го видовме, верувам задоволни се и гледачите.
72 спрема 64, 136 коша за 24 минути. Изворена ефикасност и секако дека надпреварот е навистина добар. Ladies and gentlemen, tonight's official attendance is 17,096. A sub. The National Basketball Association and the Minnesota Timberwolves thank you for your support. Спрема 64, 8 поени предност за Шекил О'Нил и неговите колеги од Источната конференција. Да видиме како ќе оди надпреварот во преостанатите 24 минути. Џон Старкс го води нападот на источњаците, со број 7 Кени Андерсон сгреши. И сега Шон Кемп, еден од најдобрите во првите две четвртини. Грешката на Дрекслер ја поправа Хаким Олајџувон. Кени Андерсон во обид. До сега нема постигнато ниту еден поен. Шон Кемп, да видиме, не сгреши сега Скоти Пипен. А ќе беше интересно да го видиме тој дуел меѓу Скоти Пипен и Шон Кемп. Малку се зајада, што се вика оние до сегашниот тек на преварот. Има неколку добри дуели. Скок на Пипен. Шекил О'Нил и натаму катастрофален процент. Да, мислам дека се уште нема постигнато кош од игра. Мислам дека ги постигне двата слободни френа. Но успешен е во скоковите. Старкс. Гери Колеман не успеа да дојде до топката. Секогаш добро удвојуваат играчите од противничката екипа на О'Нил, така да наистина и него му е тешко да поентира. И сега каков крик испушти Шон Кемп при овој скок. Шон Кемп со прекарот Рейнмен. Да, познате по тие гестикулации за време на скокови, кои ги прави при скоковите и особено при забивањата на топката. Кемп. Ова баш и не е негова позиција толку надвор од рекетот. Кени Андерсон. Скоти Пипен, Кени Андерсон и прекрасно изведено, штета што немаше ефикасна завршница. Ричмонд до Карл Мелоун. Дрекслер.
Нема проблеми за искусниот Дрекслер. 31 година, 198 сантиметри, 11-та профи сезон. Да не си му близко ќе скокне вака, Шекил Онил. Инаку името Шекил е од арапско потекло, во превод значи малиот победник. Шекил Онил, муслиман по вероисповест. 216 сантиметри, 138 килограми. 10-0 вечерова. Неверојатно. Шекил Онил, меѓутоа и одбраната, како што спомна ти, Жоле, навистина страшна над него. Над него е голем притисок, стално кога ја прима топката има одвојување. Ричмонд. Сега Андерсон во контранапад топка и Клајд Дрекслер на место. Во стилот на Алберто Томба, Кени Андерсон. Какво додавање беше ова само до Карл Мелон. Поени за Карл Мелон, кој два пати до сега ја добил титулата MVP на All-Star над преварите. Последниот пат, минатата сезона, ја подели со неговиот соиграч од Юта Джез, со плеймейкерот Џон Стоктон. Скоти Пипен продолжува со својата серија, 77 спрема 70, 7 поени предност, сега 5 Мич Ричмонд. Полека, но сигурно се доближува до наградата MVP. Наистина се му поаѓа од рака вечерва. Со каква леснодија го изведува сето тоа. Еве сега украдена топка од Шон Кем и асистенција од Дрекслер. Иако можеш и самиот да поентира со одлично. Несебично ја додаде оваа топка и Шон Кемп ја истакна кандидатурата во првите две четвртини. Кени Андерсон сега покажува како се води топка. Повторно успешен продор меѓу високите играчи. Виртуозен плеймейкер Кени Андерсон. Меѓутоа се сеќавам на игрите на добра волја, па и на светското првенство во Буенос Ајрес. Јуре Здовц многу успешно го држеш. Јуре Здовц е познат како еден од најдобрите светски одбранбени играчи и затоа е и многу ценет поготово во Европа. Успел да стопира и поголеми играчи од Кени Андерсон. Во последните 5 All-Star надпревари, Карл Мелон во просек 21 поен, што е навистина многу. Веднаш зад Майкл Џордан. Со 22 и нешто повеќе од 22 поени по надпревари. Ричмонд. Лична грешка, тука имаше од двајца. Ми се чини дека Пипен, кој беше во близина, го фати за дрес, или пак Кени Андерсон прави прекршок. И ова е првиот тайм-аут во третата четвртина на 6 минути и 53 секунди до крајот од овој дел од надпреварот. Уште еднаш на сцена се точната конференција. Овие кошаркари водат и без Майкл Џордан во нивните редови. Предноста, а и младоста е на нивна страна. Топка за Пипен.
Джон Старкс крај Дрекслер. Дерик Колеман ја загуби топката. Сега дали имаше прекршок тука од Кени Андерсон? Во секој случај... Па мислам дека имаше, затоа што влезе во движењето на противничкиот играч и тоа во НБА многу се суди, многу се обрнува внимание на тој фал, затоа што на одреден начин се прекинува контранападот. Така да и има често случаи на фаули кои што се судат, кои што во Европа со сигурност би биле фаули во напад. Во игра во западната конференција Џон Стоктон еве сега направи еден прекршок, а противничкиот кошаркар и поентира. Значи ќе има и дополнително слободно фрлање, само што влезе, сгреши Шекил О'Нил. Првите поени од игра ги постигна со овој фаул. Што бараше Стоктон, само крај него не ми е јасно. Измина половина од третата четвртина. Клајд Дрекслер. Крај него е Скоти Пипен. Буквално секој дуел е тука атрактивен. Било кој кошаркар да се најде крај другиот. Станува збор за двајца врвни мајстори на оваа игра. Гледате. Веднаш што ми ја прими топката, сите се собираат околу него. Тоа е. Нема ни еден чист упатен удар кон кошот. Играта на Орландо оваа сезона во целост оди преку Шекил О'Нил. Многу шутира, многу се инсистира на тоа, па така оваа сезона го направи својот прв трипл-дабл во дуелот против Нью Џерси, 24 поени и, верували или не, 28 скокови и 15 блокади. Шекил О'Нил. Стоктон. И сега скок на најнискиот, Џон Старкс. Уствари има и понизок од него, тоа е Марк Прайс. Летрел Спривел е повторно во игра. Дерик Колеман. И никако да досудат лична грешка над него. А све се тоа сомнителни дуели. Дерик Колеман е еден многу силен, многу снажен кошаркар. Има 210 сантиметри. И сега изблокиран Карл Мелон. И како да се уплаши од Колеман во вториот обид, непрецизно, Скоти Пипен за 3 поени. Како на тренинг, многу лесно ги постигнува овие поени. Но кога ги постигнува во серија. Мислам дека се поблиско до MVP наградата оваа. Имаше многу сомневања дека Тони Кукоч и Скоти Пипен играат на иста позиција, па едниот од нив не ќе може да игра, меѓутоа од ова што го гледаме, Скоти Пипен е многу универзален кошаркар, исто како и Кукоч, меѓутоа со такво познавање на кошаркарската игра на двајцата не би требало да има проблеми. Да, изворено се надополнуваат. Над Спривел до сега направени поголем број прекршоци. Нема, па ќе застане на линијата за слободни фрлања. Скок на Пипен. И Биџеј Армстронг ми се чини дека ја направи оваа атракција. Овде имаше грешно водење на топката од Џон Стоктон. Поени на Спривел. Овде немаше поминување за Скоти Пипен.
И еве Интересна комична ситуација. ситуација. Бери Колеман беше тоа, ми се чини, со број 44, буквално го јавна плеймейкерот на белите, Џон Стоктон. За наук да не му застанува на пат друг пат. Поени за Дейвид Робинсон. Влезе во игра на местото на Хаким Олајџувон и веднаш поентира, а ќе има и дополнително слободно фрлање. Шекил Онил направи прекршок, иако не беше толку силен дуел. Да кажеме со фудбалски речник, можеше да се дозволи и предност. Да. Марк Прайс, како приклучен на струја, реши и тој да шутне. Марк Прайс има изморена рака. И ова го бележиме како скок на Скоти Пипен, на грешка на Биџеј Армстронг. Со гума во забите, тоа е карактеристика на кошаркарите во NBA лигата, кај нас многу ретко се користи. Може би дека нема такви дуели како во NBA лигата. Стоктон сам. Добра игра, 2 на 2 имаш тука. И Патрик Јуинг против Дейвид Робинсон. Како да инсистираат двајцата тренери? Интересно беше пред почетокот на второто полувреме. Шон Кемп инсистираше да оди на Скоти Пипен при договорот пред почетокот на оваа четвртина. Веројатно и самиот почувствува дека прашањето на MVP на овој надпревар меѓу двајца, па кој е подобар оди понатаму, така да кажеме. Скоти Пипен, од каде извади оваа топка, го видовме веќе како падна на земја. Уште една што е потегна Пипен. Добро го изфинтира Робинсон. Ова е Карл Мелоун. За да се направи еден таков потек како што го изведе Скоти Пипен, не е потребен само висок одраз, него мислам и As soon as they go, you got to open up and see, because if nothing's there, you might have to come set a screen and let them use it. For Latrell's at 3. Latrell, you're at 3. Gary's got 2, Stock's got 1. If you rebound it, you'll run it, but make sure we rebound it. They got some guys, Grant's going to pound it, Patrick's going to pound it. They got some guys who are going to pound it pretty good. Get out and run, have some fun up and down. Keep shooting when you got it. A lot of switching, Play smart. Биџеј Армстронг, тука и Марк Прайс. Доминик Вилкинс е во игра, Патрик Јуинг и Хорас Грант. Вилкинс за 3 поени и топка за Дейвид Робинсон. Џон Стоктон, Дени Менинг беше многу слаб во првото полувреме. Тука и Летрел Спривел и Гери Пейтон. Тоа е петорката на западната конференција. Вилкинс. И ова е четврти поен на Марк Прайс. Робинсон.
Убаво додавање, Гери Пейтон. Не му беше тешко на Робинсон да поентира од оваа ситуација. И еве 60 секунди до крајот на третата четвртина. Хорас Грант. Уште еднаш Хорас Грант, двајца крај него, Марк Прайс за 3 поени. Да се знае кој е два пати најдобар на... Вчера, да. Два пати поред најдобар во шутирањата за 3 поени. Џон Стоктон не се разбра со Летрел Спривел. Да беше тука Карл Мелоун, убеден сум дека ќе ја прифатеше оваа топка. Најдобриот црно-бел тандем што играл во NBA лигата, Џон Стоктон и Карл Мелоун. Последни 30 секунди. И сега 1-1 Патрик Јуинг и веднаш тројца одеднаш покрај Јуинг, само што ја тапна топката. Да, чека да ја фати повторно со две раце, да изгуби право на водење за да може потешко да ја додаде. Чарлс Баркли во разговор. Patrick Ewing shoots 2 for the Eastern Conference. No. Два пати прецизен Патрик Јуинг. И сега двајца против тројца, меѓутоа успеа да им ја одземат топката. Тоа беше грешно додавање од Дени Менинг. Прекрасна блокада на Хорас Грант. Никако да се погоди обрачот и крај. Ова беше можеби најатрактивното во третата четвртина. 4-5 обида да се погоди кошот на источната конференција, не завршија со успех. И остануваат уште 12 минути од овој надпревар, кој што долго време го очекувавме. Го очекувавме и вчера, меѓутоа проследивме еден друг на најдобрите дебитанти во NBA лигата. Еве моменти токму од таа средба, ова е Шон Бредли, Дени Менинг, Дейвид Робинсон, Летрел Спривел, Џон Стоктон. И ќе видиме уште еден кој е во екипата на тимот од западниот брег на Соединетите Американски држави. Надпреварот започна, поени на Патрик Јуинг и лична грешка. Тука е и Биџеј Армстронг, тука е Доминик Вилкинс, Хорас Грант. Марк Прайс. И Марк Прайс го видовме за кратко. Дени Менинг. Петиот е Гери Пейтон. И Дени Менинг најпосле постигнува поени. Одигра многу лошо во првите две четврти. Добра асистенција имаше тука. Но беше избуткан Хорас Грант од рекета, така да беше тешко да поентира. И веднаш контра противничката екипа, Пейтон, добра асистенција. Дейвид Робинсон 216 сантиметри, но видовме со каква брзина располага. Како лесно крило, се рекло. Многу брзо се префрли во полето на напад. Уште една шанса за Патрик Јуинг. Сега јас мислам дека во последната четвртина ќе видиме нешто по-дисциплинирана кошарка. Да, по-дисциплинирана и сепак победата си е победа секоја сака. Јуинг.
подзаборавија малку на него. Он тој умее да погоди од оваа позиција, меѓутоа овој пат непрецизен. Дени Менинг се разигра во последната четвртина. Измина минута и пол. Сега, колку што можам да забележам, се инсистира на игра преку Јуинг. Секој напад топката доаѓаше до него. Марк Прайс атрактивно. Уште подобра блокада. И на спротивната страна Гери Пејтон. Потеко убав поубав, најпрвен асистенцијата, потоа блокадата и контранападот за неколку секунди. Многу убавини на оваа игра. Сега само 5 поени предност за Тала, во која има 19.006 седишта за гледачите. Прекршок над Доминик Вилкинс. Да видиме дали во екипата на Источната конференција се врати Скоти Пипен по оваа серија на противничкиот тим. И натаму е тука Хорас Грент и Петрик Јуинг и Доминик Вилкинс, не верувам дека е во игра. Кевин Џонсон влегува во западната екипа. И Клиф Робинсон е на паркетот. Одлично беше тоа одиграно од Дейвид Робинсон, меѓутоа прекршок над Кевин Џонсон од Марк Прайс. Еве сега кои се земји од десната страна во аголот забележуваме имаат превземено пренос, меѓу нив и Тајван го забележавме. Не верувам дека и нас ќе напишат. Дени Менинг и Дейвид Робинсон не се разбра, но Марк Прайс и Патрик Јуинг секако се разбра. Преку Дейвид Робинсон Патрик Јуинг ја зави топката. Така наречен in-face slam dunk. Доминик Вилкинс, уште едно додавање и на идентичен начин. Само овој пат немаше никој пред него како да извлекува поука. Ова е Девид Штерн, комесарот на NBA лигата. Клиф Робинсон поентира. Само 4 поени предност, несигурни 4 поени предност на Источната конференција ќе биде неизвестно до самиот крај. Ова беше убава игра на Гери Пејтон. 2 поени предност за Источната конференција, 7 минути и 40 на секунди до крајот. Убава серија прават кошаркарите во бели дресови. Кевин Џонсон со лична грешка успеа да го сопре Патрик Јуинг. Овде и се послужи и со втората рака, со левата рака Патрик Јуинг. Да, ја одбрани топката од блокадата на Дейвид Робинсон. Џон Старкс во игра.
на местото на BJ Армстронг. Во оваа четвртина Западната конференција постигнала 18, а примила само 7 поени. Значи плюс 11. Чарлс Оукли влегува во игра на местото на Хорас Грант. Се уште играат без Пипен. Се осеќа таа во играта на Источна. И еве сега го слушнавме Лени Вилкинс како го повика Скоти Пипен од клупата. Нормално најдобриот играч според мене, верувам и според тебе во досегашниот текот на преварат, мора да се врати во игра. Ќе биде интересно дали Шон Кемп ќе влезе во противничката екипа. И него не го видовме во последнава четвртина, која поминува во знакот на Петрик Јуинг. Еве го Скоти Пипен, крај него е Дени Менинг. Сега Дейвид Робинсон. Остануваат сините во напад, уште 8 секунди да се упати удар. Патрик Јуинг, фантастичен скок преку Дейвид Робинсон. Во последната четвртина го добива дуел. Да, го добива дуелот и во оваа четвртина најдобар играч немно го прикажува. Јас мислам дека е време да влезе во игра Шон Кемп на местото на Дени Менинг. Постигна неколку поени, меѓутоа некако отсутно делува. Топка за сините. И сега тайм-аут, верувам дека е земен од Џорџ Као. Екипа, во секој случај. Тоа што го направи титулите го кажуваат најдобро тоа. Со Лимош се го пластикат. Да се вратиме на средбата. Џон Старкс постигнува поени. Да видиме како ќе продолжи сината екипа, еве така условно да ја кажеме. 5 поени предност за нив, уште 6 минути до крајот на надпреварот. Кевин Џонс. Какво беше ова додавање? И ова е на средбата, неколку убави додавања и на крајот забивање со лична грешка од Дейвид Робинсон. Да видиме уште еднаш. Требаше
малку порано да се врати оваа акција, да се види додавањето на Кевин Џонсон. Да. Му врати едно забивање на Патрик Јуинг, Дейвид Робинсон. И тоа исто на забивање in-face како што го направи Патрик Јуинг. Скоти Пипен. Клив Робинсон е крај него, сега е тој дуелот и чуварот на Скоти Пипен. Чарлс Оукли убаво до Џон Старкс, до неговиот соиграч од Нью Йорк. И еве првата тројка на Џон Старкс. 5 поени предност за сините. 5,5 минути до крајот. Кевин Џонсон. Робинсон го оставија сам. Уште еден напад. И сега добра одбрана над Френк Џонсон. Олајџуон се врати во игра по подолго време. Некако подзаборавен беше. Интересно, подобрачите Олајџуон и Дейвид Робинсон. Два небодера, би рекол. Да. Лени Вилкинс. Џорџ Карл забележа дека се инсистира преку Патрик Јуинг во нападот и постави двајца високи кошаркари. А во екипата на Источната конференција Муки Блейлок е на местото на плеймейкер, бек. Кевин Џонсон. Веднаш добија во сигурност кошаркарите во сини дресови со облегувањето на Скоти Пипен. Разликата беше само 2, во моментов е 5 и напад за нив. Јуинг. Убав ролинг на Јуинг, го дочека Олајџуон, меѓутоа топката имаше слегувачка патека, ова се поени кои што мора да важат. Какви се ова воздушни дуели, по половина метар над обрачот се одвива акцијата и се завршува. Аким Олајџуон 215 сантиметри, Патрик Јуинг 213, Дейвид Робинсон 215. Не се уште самиот финиш, меѓутоа во последните неколку минути од овој напад. Според судиите, во напад треба да остане Западната конференција. Интересна ситуација, едниот покаже на една, другиот на друга страна. Сепак Запад останува посетна топка. Не ја прифати убаво Клив Робинсон, меѓутоа спасува Кевин Џонсон. Шон Кемп е повторно во игра. И лична грешка, дали е тоа Чарлс Оукли? Врз Џон Стоктон. Непотребен фаул, би рекол. Да видиме дали имаше прекршок. И имаше прекршок во секој случај, иако повеќе беше изнервиран така низок кошеркар што трча околу него, отколку што имаше опасност да му ја земе топката. Нему е тука местото, сакаше да каже. Добро се снајде и Клиф Робинсон. Не постигна многу поени, меѓутоа добро игра и во одбраната. Јуинг. Старкс. И скок на Робинсон. Јуинг се обиде да упати удар, меѓутоа на место беше Олајџуон, во последен момент ја промени намерата. За 3 поени Стоктон. И прецизен е Џон Стоктон. Им требаше една тројка на кошеркарите од Западната конференција. Сега се враќа неизвестноста, само 2 поени предност за сините. 117 спрема 115. Јуинг. Интересно, сега на паркетот се тројца кошаркари од Нью Йорк Никс, Чарлс Оукли, Јуинг и Џон Старкс. Дали Лени Вилкинс смета на нивната уиграност? Еве Скоти Пипен
Уште една украдена топка, Старкс, Пипен и тројцата ми се чини направија прекршок над него. Western Conference foul on number 12, John Stockton. His second personal. 15 foul. Ја прочита намерата на Џон Стоктон, Скоти Пипен. Number 2, Mitch Richmond, back in the game for the Western Conference. Еве оваа сезона води Нейт Макмилан од Сиетл со скоро 3 украдени топки по надпревара, второ е Скоти Пипен со 2,8. Шон Кемп, ова е Мич Ричмонд и Хаким Олајџувон. Муки Блейлок вели дека Бил турнат од Хаким Олајџувон со плачлив глас, како да ќе се сожали судијата па ќе му ја даде топката. Воопшто не се ни обиде да скокне тамо Муки Блейлок, меѓутоа сгреши Олајџувон. Оукли прекрасно добра до Скоти Пипен. асистенција, да. И од кого лична грешка? Дали повторно од Чарлс Оукли? Еве го ова додавање. Eastern Conference foul on number 34, Charles Oakley. His third personal, 15 foul. One plus for two guys. No, I'll tell them. Stop, guys. Hakeem Olajuwon at the line, shooting 2. Сега секое промашување на слободно фрлање е луксус, што не смее да се дозволи. Скоти Пипен во претходниот обид од линијата имаше едно промашување. 2 минути до крајот, 119 спрема 116. 121 спрема 116. Марк Прайс враќа. Во оваа четвртина ми се чини немаше ниту едно промашување. Во финишот му проработи раката на Џон Стоктон. Изнуден фаул на Патрик Јуин. Карл Мелоун влегува во игра. И Шекил Онил. Back in the game for the West. Number 32, Shaquille O'Neal back in the game for the East. Велат полудете, полутерминатор. Шекил Онил. Надвор од теренот, како и сите луѓе од негова возраст, 21 година, велат пее реп, пишува музика, Да, реп има музика. своја група. Има своја група, меѓутоа на теренот навистина како терминатор. Одлични 12 минути за Петрик Јуинг. Ја загуби топката Олајџувон. Прекршак. Само што тргна кон кошот, публиката почна да реагира. Долго очекува едно атрактивно забивање од Шекил Онил. Прекршок направи Шон Кемп. Единствен начин да се сопре Шекил Онил во оваа ситуација. Па јас лично не би му застанал на пат, нека си даде човекот кош. Што е сигурно.
Шекил О'Нил оваа сезона 28,5 поени, вечерва само 6, а Патрик Јуинг вечерва 20, Робинсон 19, Олајџувон 19. Ова се во дечките и во годинашнава сезона од NBA лигата. Уште еден обид неуспешен на Шекил О'Нил. И тайм-аут побара Джордж Кал. Се уште не беше побаран, а тој влезе на паркетот. 123 спрема 118. 5 поени предност се чини некако. And Mitch, I want you on the baseline. Stock's going to come off this pick and roll. Stock, get over here, no matter what. And then Akeem, you and Carl are coming down on Rich, coming up here. You got the draw and kick here. Carl, after you double, you space out and let Hakeem have the paint. Let Hakeem have the paint. We can take it in the back court. Kind of come into it with a flow, come into a rhythm. The trail, like Carl, you take the ball out, you get it to Stock. You come up the court, Stock goes off, Akeem goes... Now, on the pass, go. That'll give you time to come back to this guy, okay? Where am I going? You go on the pass. Yeah, if he's the real deep. Because that way... But if he's not deep, just read him. If he's not deep, just beat him. Right, we want him to dribble the ball. Now, in fact, don't go on the pass. Wait for the dribble. Because he can play him. He's got to... Yeah, if he gets a deep, you got to go. It's real deep. Line Stock, go over the top on it. Go over the top on it. It's Chase here. We're in trouble. Try to go over the top on the pin downs. You can switch on the baseline on two. Double down on him and then just get your post position right in the middle. Постижни 5 поени. Претходно видовме дека Џорџ Карл ги советува Близу до својата 28-та победа, отколку западната до својата 17. Мич Ричмонд и него посака топката, а Патрик Јуинг дефанзивен скок и сега прекршок на Мич Ричмонд. Ке треба брз фаул ако сакаат нешто да направат кошеркарите во бели дресови, меѓутоа времето проаѓа и натаму е 5 поени предност за источната конференција. Сега Марк Прајс ја зголемува на 7. Реши сам да влезе. Скот и Пипен пред малку. Сега Скот и Пипен ја украде топка и еве го она што го очекува долго време. Гледачите Дури еден Олајџувон се најде на земја. И покрај тоа и Шекил О'Нил му се внесе во лице како да му каже кој е мајсторот барем во овој дуел. Еве честитки од кошеркарите на источната конференција. Не го одигра баш најдобро овој надпревар, меѓутоа поради неговата популарност, поради неговата атрактивност и гледачите, а и ние можеме да му простиме што не ни прикажа многу повеќе вакви моменти Шекил О'Нил. Со левата рака и еве го оној поглед кон Аким Олајџувон. Keep coming when it's a big man. Right. Yeah, you got to chase him over. You got to chase him over the top of the screen. We have to show on the screens, right? Okay? Show on the screen. The big guy's going to come to you. You got a key for the drop off, okay? But everybody decoy out. Carl, you jab and go get it, and bring Latrell right off you on a little handbag, okay? Give it your best effort. You're down the block. You're down here. Rich is going to come off here. Stock's going to pull here. Carl's going to jab and get it. We're going to go like this. You're going
going to be right there, and then Richmond's coming off. If he turns the corner and Shaquille comes to him, you come to the ball too. Okay. Let's have some fun, guys. Девет поени предност на 31 секунда до крајот. Сега во NBA се е можно, меѓутоа ајде да не кажеме со сигурност, но многу близко до победата источната конференција, предводена на ова средба од Скоти Пипен и во последната четвртина изворедниот Петри Ewing. I got 3. Just down there. Thanks a lot. Во напад се кошаркарите од западната конференција. Сега ќе треба брз шут, бргу да се заврши овој напад. Ова е Латрел Спривел, убав лес и Шекил Онил во финишот од надпреварот со овие две негови акции во нападот и одбраната. Мич Ричмонд и Скоти Пипен ја прифати оваа топка и сосема е јасно дека победата оди за источната конференција. Да видиме само да го забележиме и конечниот резултат. 5 секунди до крајот, Дарос Девиш Штерн да го слушнеме. 29 points, 11 rebounds. Today, you were the stars. Congratulations. Слушнавме статистиката. 29 поени со 11 мислам успешни скокови, така да заслужува. And now for another special presentation, Vice President of Marketing from Miller Brewing Company, Mr. Dick Stroop. Scotty, congratulations on being selected the MVP at today's game. On behalf of the Miller Brewing Company, we'd like to present you this, and we'll donate $5,000 to the Thurgood Marshall Scholarship Fund in your name. Congratulations. Значи во името на Скоти Пипен ќе бидат доделени $5,000 на едно од, колку што разбрав ја, една од фондациите за развој на млади играчи на коледжите. Knowing to show my stuff, and I just had a good game today. I shot the ball well. In terms of your team, a lot of people never expected for the Chicago Bulls to stay at the top like they have, but you have carried them all this way. Well, yeah, I think we've always been criticized as being guys that kind of hung on to Michael Jordan's coattail, and I'm just happy for our team this season to be able to come out of his shadow and still be able to do well. And I'm happy for especially Horace and BJ to be at their first All-Star game. And speaking of All-Star game, this was a very competitive All-Star game, unlike maybe some of the other ones where it started off really a little bit loose. This one was competitive the entire way. It was a great game. I feel like a lot of the guys would come in nervous, but they all played well. And the game was very exciting. I'm sure the fans here in Minnesota really enjoyed it. All right, 29 points, 11 rebounds, and how many assists? Champion 19